денеска, 60 кг, два финални меча, Стефан Петрушевски во црвениот агол и Адријан Рустемовски во синиот агол. Судија на рингот Ристо Огњанов. И овде фаворит според се треба да е Адријан Рустемовски, се разбира, така, и прашање е дали ќе има овде борба во 3 рунди, ако Адријан избоксува во свој елемент максимал. Ќе видиме. Ќе видиме тоа сега како ќе се одвива борбата. А дека е фаворит, тоа нема збор. Но и добро е што има македонски боксери, без разлика што квалитетот ни варира често, и добро е што ги имаме овие двајца бисери за сега. Ова ни се случува затоа што во една категорија кога доаѓаат повеќе четворица боксери, а ние имаме само два дена за организација, полуфинале и финале, повеќе од четворица, тогаш веќе имаш во истата категорија, да кажам, два турнира. Значи се делат луѓето, па се прави повторна ждрепка, шема, полуфинали и финали, не може да има повеќе од полуфинале, пошто нема денови, и веројатно се разделени во групите, па во полуфиналето имало победили, останале само овие двајца за финале. Тоа е тоа, значи не е ништо уникатно за тука, се прави сегде. Така испаднало, иако ќе беше многу подобро и за боксерите и за гледачите да има сега противници нели од други држави. Се разбира, затоа што и тоа е и поентата на меѓународниот дел од овој турнир, наш со долга традиција и еден, како што рековте, од трите најстари на стариот континент. Иако имаат силен ритм на настапи браќата Рустемовски, затоа што ги очекува и сега според оваа поделба што ја говоревме пред малку, нов настап на ново големо надпреварување, и малку е тоа можеби збунувачки, европско, па тоа ќе се искристализира, предпоставувам, во иднина, иако под World Boxing практично е олимписки. Па да, трае тоа веќе повеќе години, не знам кога ќе се среди комплетно, но фактот е тој, значи која федерација е олимписката или организатор на олимпискиот бокс, таа сега. Немаме дилема тука, знаат и луѓето од спортот и од боксот, и дека всушност таа светска федерација што е на олимписките игри, од таа федерација организирано европско и светско е тоа што треба да биде. Се друго... Па и тоа е императивот олимписките игри како врв во боксот аматерски. Така е, и сите други првенства без разлика на квалитетот се во втора лига, ајде во наводници. Не знам како поинаку да кажеме, а инаку се гледа и по бројот на боксери, не на тоа европско, каде што е организирано од оваа што не е олимписка федерација, имало и помалку учесници. И тоа е нормално, затоа што интересот е таму кај што се олимписките игри. Имаат еден специфичен стил на бокс браќата Рустемовски, со рацете доле често се и веројатно треба да се работи од секој аспект. Во оваа борба сигурно, исто како и претходната борба како англискиот боксер, Рустемовски не форсира. Не очекува никаков, да кажам, посериозен напад од противникот или опасност, и затоа си го дозволува и така да боксува. А и реалност е таа, кога што гледаме противникот негов и не се ни потруди премногу да нападне, знаејќи дека е во оваа борба послабиот противник. Почнавме втората рунда. Со втората рунда на третиот меч денеска, финалната сесија во дневниот дел практично на 54-тото издание на Златниот гонг.
држи таа дистанца Рустемовски. А повисок, подолги раце и тој и неговиот стил на боксување и во други борби на истиот начин боксува. Одличен директ. Исто гледа дека е контра, односно леворак боксер, контрагард, така ги кажуваме боксери со контрагард. Облизак лево кроше во случајот, меѓутоа левата рака е посилната на Рустемовски. Во подобра форма, има повеќе мечеви во текот на годината и таа рутина што ја има, знаеме во боксот сега ќе паѓа темпото кон крајот на годината, а потоа нова приказна во 2026-та. Но во вакви борби се чувствува супериорност и надмокност, како што видовме и во претходниот дуел, па и во овој. Еве да напад на Адриан Рустемовски и тоа во серија. Практично се исцрпува противник. Да, во исто така овакви борби, пошто се работи за двајца наши боксери, едниот многу подобар од другиот, меѓутоа и противникот на Адриан Стефан е исто млад и надежен, за нас да кажам. Не би требало да се допушти Волку да тренерот, да, тоа што така да кажам, дека требаше тренерот на Стефан да ја прекине борбата и ја прекина. И тоа е добро, тоа е нормално од спортски аспект, кога веќе е таква доминацијата. Амандет Практично примислав боксот како бокс и со овие поделби на европско светско ниво има и одредени падови генерално Рустемовски Македонија. негови традиционални земји каде Силвер медал Стефан Петрушевски практично живење Македонија, голд медал спортовите. Рустемовски Меѓутоа Македонија. мора се призна дека воопшто генерално боречките дисциплини не се до толку Не знам, истакнати, да, не можам да изанализирам до крај, треба може посериозна студија и анализа и истражување, дали е сушност тоа паѓање општо